Бројот на првачиња секоја година е се помал, покажува статистиката. Алармот во јавност го вклучи министерката Весна Јаневска, која очекува оваа година бројот на првачиња да се намали на под 15.000, што ќе биде рекорден пат во една година. Според податоците од Државниот завод за статистика, во изминатите 7 години бројот на првачиња е намален за 4200 деца. Во учебната 2018-2019 биле запишани над 22.100 првачиња, а во 2023-2024 година биле запишани 19.848 првачиња, додека минатата 2025-2026 година се запишале 17.921 првача. Досегашниот број на запишани првачиња е за речиси 5.000 помал од минатата година, но очекувањата се дека до почетокот на учебната година ќе се запишат уште ученици. Според поранишниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски, оваа состојба е последица на намалениот број на живородени деца. Од 2019 година е познато во државата дека е започнат процесот на негативен природен прирост на ниво на држава како појава, и тоа е присутно во изминатиот период на овие години. А во меѓувреме да спомнам и тоа дека овој процес негде околу 2000 година е започнат негде во 35-40% од општините во нашата земја, а сега веќе тој број во општините негде околу 75% имаат негативен природен прирост. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Берово бројот на првачиња за 7 години е преполовен, додека во општина Ново село бројот на првачиња за исто 7 години се намалил за 3,5 пати, од 61 во 2018 на 17 во 2025 година. И во големите градови се забележува пат на бројот на првачиња во просек од 20%. Па така во Скопје за 7 години бројот е намален за 726, во Куманово за 283, а во Тетово за 155 првачиња. Ваквата слика, според Герасимовски, е резултат на трендот на иселување на младото, работоспособно население во репродуктивни години. Тој нагласува дека за сметка на овој негативен тренд се зголемува бројот на родени деца во другите држави. Бројот на живородени деца со години наназад е повисок на живородени деца во однос на упис во прво одделение. Тоа значи, од тие живородени деца веќе се отсутни од земјата. Од друга страна, додека бројот на ученици се намалува, бројот на наставници расте. Например, во учебната 2023-2024 имало 955 редовни основни училишта и 18.831 наставник, а во следната година имало 12 училишта помалку, односно 943 и зголемен број на наставници 19.447. Во 2025-2026 година бројката на редовни училишта била намалена за уште 16 и ги имало 927, а бројот на наставници пораснал до 19.461. Сепак министерката Јаневска во повеќе наврати потенцира дека не се планира отпуштања, туку се работи на преквалификација на дел од кадарот.